денеска е ден како и неколку други празници и денови во кои се слават и одбележуваат на различни начини во нашата земја. На ваков ден, јас мислам дека имам повеќе различни, па помалку и контрадикторни чувства и емоции и доживување на истата тема. Чувствувам гордост и радост, затоа што стариот скопјанец Елмаз Баки, мојот дедо, кого мојата мајка одвај го помни, беше во редовите на борбата против фашизмот. Тој беше и во Сремскиот фронт. Мојата баба, спличанката Ана Ивич, која потоа се настани во Скопје заедно со својот сопружник, кој го сретна на Сремскиот фронт, исто така беше борец против фашизмот. Чувствувам потреба да ви порачам дека на вакви денови и на овој ден особено треба да мислиме мудро и промислено. Мудрост затоа што треба да научиме лекции од минатото, а промислено затоа што треба да ја промислиме и днината. Меѓутоа исто така чувствувам и тага. Тага за сите жртви што паднаа во Втората светска војна. Тага поради сите жртви на револуцијата која во одредени периоди ги јадеше своите деца. Меѓутоа чувствувам и пркос затоа што гледам како фашизмот се повампирува. Чувствувам пркос затоа што мислам и тврдам и убеден сум дека фашизмот нема шанси како што немаше шанси ни пред 60-70 години. Затоа што пркосот и желбата за слобода се посилни од било каква деструктивна идеја. Го гледаме фашизмот буквално на секој чекор и тој поприма официјални размери. Веќе со години. На вакви денови време е да го почувствуваме тој пркос во нашите гради, но исто така да го задржиме и во останатите денови. Сега ќе ви кажам една реченица на која се надевам дека ќе одговорите соодветно. Смрт на фашизмот!